Тоа што утрово тезгите на зелениот пазар во Кочани уште околу 9 часот останаа полупразни и снема пипер, домати, јаболки, модресливи, праски и слично, е опасен сигнал дека многу брзо за зеленчукот и овошјето ќе се чека во редици. Особено на оној така наречен домашен од нива или градина кој има и мирис и вкус. Залудно купувачите кружеа околу тезгите од двете страни на Кочанска река, кога и тоа малку што изнале градовјани, трканци или зрновјани се продаде уште рано, па за да не се враќаат дома празни мора да купуваат од трговците оранжериски производи. Ако сега на средината на јули е така, тогаш загрижувачки е што може да се случи на есен, кој ќе треба да се подготвува земјицата. Дека во земјоделието се случуваат чудни и негативни процеси потврдува фактот дека и на пазарот во Блешево среде полиња зеленчук продаваат само струмичени паркирани со своите камиони. Од некогашното изобилие од квалитетни домати, крставици, пипер или зелка, како да не е останало ништо, па сега и земјоделците наместо производители се претворија во купувачи и потрошувачи на пазарот. Уште полошо е тоа што на тезгите се нуди неквалитетен, па денес купените праски, например, веќе утре се скапуваат. Истото и со доматите и со пиперот, кои како да се нападнати од разни болести. Поради сето тоа, наместо политиките на се поголемо субвенционирање, ќе треба да се примени стратегија за финансирање на основното производство преку квалитетни репроматеријали, при што ќе се добијат производи кои на пазарот ќе се изборат за конкурентни и профитабилни цени. Бидејќи се додека субвенциите се средство за подмитување на земјоделците, земјоделието ќе продолжи да тоне.